Здраво, дечки! Денес во оваа епизода позади мене имам две Mazda MX-5-ки ND, четвртата генерација на Mazda MX-5, еден од најлегендарните автомобили кои што може да постои во денешницава. И ќе се обидам прво да си докажам сам на себе, а после и на вас зошто ова е еден од најзабавните мали автомобили кои што може до ден денес се уште да се купат. Им благодарам пред се на Miata Клуб Македонија, кој што благодарение на нив ги имам овие две Мазди позади мене. Ајде прво вака. Тука позади мене Андреј, он малку повеќе ќе се објасни за овој модел, но јас она што сакам да го кажам е дека ова е четвртата генерација Mazda MX-5 како модел постои од 89-та, тоа е NA, па NB, NC и ND. Кој што нешто што ме фасцинира, што овој модел постои од 2015 година и дизајнерски како и да го гледаме, 10 години стар автомобил, мислам 10 години стар дизајн, се уште до ден денес атрактивен, како и да го гледаш, модерен, забавен, право за Mazda. Но сега тука ќе се префрлам кон Андреј, бидејќи сакам да и на вас го представам неговиот ентузијазам кој што го има и да ни го објасним моделот малку подетално. Прво Андреј, кажи ми која е разликата од овие два модели тука. Они изгледат вака наведум идентично, но има некоја разлика. Так, на прво око станува збор за скоро исти модели, меѓутоа ова е модел од 2022, ова е модел од 2024. На прва изгледаат исто, меѓутоа станува збор за првиот рестайлинг на моделот, значи пред овој модел постои уште еден модел од 2015 кој што е пред рестайлинг, а ова е вториот рестайлинг на моделот, така да оваа генерација на MX-5 постои во три моделски варијанти. Двата модели се 1.5, значи станува збор за малолитражен мотор, кој што е многу лесен. Извини, тука ќе те прекинам, за овој модел биле представени со два мотори. Точно така, да. Првично со 130 моделот конски сили, така? Ако не се лажам? 132. Да. 132 и 2.0 со 184. Првично со 160, па со 184, така, да. Добро. Значи овие два се со 1.5. Моделот е прв пат замислен со малиот мотор, со овој мотор 1.5, бидејќи е првично развиен за јапонскиот пазар, меѓутоа поради тоа што како модел е многу популарен во Америка, американскиот пазар имал барање за поголем мотор, така да Mazda решава да го стави 2.0 моторот во оваа каросерија. Така да првата варијанта на 2.0 е малку послаба од 160 коњи за во 2019 да го преработат и да ја дигнат снагата на 184 коњи и фактички да биде во понуда со двата мотори и во Европа. Јас тука мора само да се надополнам, она што мене ме фасцинира за оваа четврта генерација, тоа што Mazda технички се враќа на корените, односно покрај тоа што е модерен автомобил, се уште има многу мала килажа, тони 50 килограми, 50-50 распределба на тежината, што тоа го прави малку позабавен за возење и дополнително на сето тоа што се уште е малецак, не е прераснат како другите модели, другите брендови кои што се преголеми и веќе забавата за возење е тотално изгубена. Така да не е нешто прелуксузен да го кажеме, ама е доста забавен за возење, веројатно, варта ти ќе ми го кажеш сега малку по-детално. Да, точно. Значи филозофијата на Mazda при развој на овој модел секогаш и била да го задржи со што подобри возни карактеристики, така да низиниот пристап е да направи што полесна кола со цел таа полесно да влегува во кривини, полесно да менува правеци, полесно да движи. Затоа и колава не бара да има премногу моќен мотор, туку има спортски дух и со многу помал мотор како што е овој од 132 коњи. Тоа го имаат постигнато на тој начин што добар дел од шасијата на оваа генерација на MX-5 е изработена од алуминиум, посебно хаубата е алуминиум, задниот капак, мислам дека и крилата беа алуминиумски, како и целото подвозје е изработено од алуминиум. И исто така имаат направено пристап во развој кој што се вика грам пристап. У суштина тоа им значи дека секој дел кој што можеле го имаат олеснувано грам по грам, се дека не добијат што помала тежина на
на секоја поединечна компонента. За вкупната тежина да биде технички... Да биде околу 1000 килограми. Во суштина, оваа генерација на MX-5 ја има истата тежина со првата генерација од 89-та, со тоа што оваа генерација ги има сите безбедносни модерни системи, цврста каросерија, зони на ојачување, нели, аербегови, инфотейменти, да биде клима уреди. безбеден, да биде модерен. Да ги има карактеристиките на модерните автомобили, а да има тежина на, како порано што беа сите коли, онака полесни и подинамични. Кажи ми, дизајнерски, што најмногу ти се допаѓа и што најмногу ти фали? Дизајнерски, бидејќи станува збор за тип на каросерија на Roadster, тоа е тип на каросерија која што се поретко се произведува од скоро сите произведувачи. Можеме да видиме дека и другите произведувачи имаат се помалку кабриолети во понуда, некако овој тип на каросерија одумира. Фактички, ради тоа што е таков тип на дизајн Roadster, по мене мислам дека тоа е безвременски дизајн, затоа што го има моментот на ретро линија, затоа што самата MX-5 е у суштина дизајнирана по принципот на Триумфот и Лотусот, кои се англиски у суштина роудстери од 60-тите и 70-тите години. И идејата на Mazda иницијална уште во развојот во 80-те година, првиот модел им била да развијат забавен роудстер, викенд кола, која што ќе има јапонски квалитет на издржливост, а ќе го има духот на англиските роудстери од 60-тите години. Така да мислам дека овој тип на каросерија и начин на развој на кола станува се поредок и ради тоа мислам дека станува збор за еден тип на класик во денешно време, затоа што се поредко имаме вака прочистено возачко искуство во една кола во кое што луксузите и технологијата на модерно возење у смисла на луксузно возење е ставена во втор план, а првично е ставен во план уживањето и возните динамика и возните карактеристики. Поп-ап светлата? За жал Би мораше сакал да да ги ги- изгуби, да. За жал Иако изгледа стварно агресивно, стварно убаво, моќно, ама Па да, знаеме фалат ради... тука? Да, фалат малку, дефинитивно. Тоа е, значи, легендарниот знак на Mazda MX-5. Но тоа е, мора ради новите регулативи, нели, безбедносни, тоа да се стави у втор план. кажи ми колку редовно ја возиш? Па доста редовно ја возам, искрено, за викенд кола. Пошто е втора кола. Патуваш со неа? Да, имам до сега патувано, да, некои- доста, да. Најдолго до Љубљана имам одено и по Јадранското приморје со неа. Браво. Да. И околу багажниот простор? Па бидејќи е кабриолет, нели, најчесто се вози на лето, така да багажниот простор, иако е мал, ти е доволен за летна гардероба, за двајца плюс, тука си ограничен на двајца патници и на летна гардероба, така да се трпи багажниот простор. И уште едно прашање пред да влеземе да возиме, ако ми дозволиш. Ме интересира околу кровот. Тука двете Mazdi кои што можам да ги видам се со мек кров. Дали Така, постои верзија со тврд кров? Да, постои. Постои RF варијанта на овој модел и на претходната NC генерација, која што со тврд кров. Фактички е тип на тарга на тврд кров, значи кога би бил модел со тврд кров, задниот дел од кровот, тоа значи дека не се спушта, туку само се спушта делот што е директно над главата. Му дава малку по така луксузен изглед на роудстерот, меѓутоа некои ја избегнуваат поради тоа што е малку потешка, едно 100 кг е потешка од овој модел. Но пример ако немате гаражно место или ја чувате на отворено, е секогаш подобра опција од платнениот кров. Иште едно, ама ова е стварно последно прашање. Зошто баш Mazda MX-5? И дали Па имаш во оваа конкуренција нешто друго што би го размислил некогаш или пред да купиш, пример, дали си размислил за тоа? вака јас колата ја видов уште 2016 прв кога излезе. И беше кејф и ми се свиѓаше пристапот кој што Mazda го имаше во развој на овој модел и историјата која што ја има. Ова е у суштина најпродаваниот кабриолет во светот по Guinness. Тоа е интересен Милион момент. примерока има, над да. милиони примероци се продадени и има доста големо комјунити во низ целиот свет поради статусот што го има стекнато како кола. Што сега и вие тука го правите во Македонија? Да, Што се браво. трудиме да го направиме, да, малку е поредка на овие простори. Така да мене ми беше желба уште од 2016 негдека и полека се трудев да ја остварам за да конечно ја купам колава. Првично она што ми фати око беше спајдерот, значи Fiat има направено варијација на ова MX-5
на MX-5 Да, моделот. технички истата платформа ја користи Да. Fiat, Така. само што Првично Ќе го Mazda имат сакала направено да, повеќе да, за- да соработува со Alfa Romeo, зашто знаеме дека Alfa Romeo имаше Spider модел. Меѓутоа Alfa Romeo се откажува од таа соработка и тие бираат да се соработува со Fiat. Fiatот е исто така, он има малку покласичен дизајн баш на Roadster. Маздава е малку на дизајн поизоштрена, по-спортска. Меѓутоа Fiatот прекина да го произведува моделот релативно брзо и ради тоа изборот падна на MX-5 и воопшто не се каам. Дури мислам дека може и подобар избор, зашто тука атмосферскиот мотор некако баш доаѓа до израз тој момент да ве тера да ја возите колата во високи обрта и спортски, значи звукот, самото тоа што е атмосферски мотор, карактерот на колата е сосема другачи, во смисол повеќе ве вклучува во самото возење, по природно искуството кај атмосферски мотор. сега се надам дека може да влеземе да го Може пробаме сега. тоа искуство што го Така. нуди Mazda. Може. Председател, ти благодарам многу што ми даде можност да ја возам. Пошто знам секој ентузијаст колку си ги пази, си ги чува, си ги негува колите. Али чувствувал зад волан, допред скоро и ти ме возеше, бев на твоето место сега, немам зборови. Играчка. Баш Кога така. сакаш да биде цивилизирана е цивилизирана, као сега, Така да. ама кога сакаш да си играш е мајко Како мила. картинг цивилен. Картинг, да. баш. Најслично. Градски картинг. Така. Нема нешто премногу коњски сили вака на хартија, Точно. али е, пошто е атмо, имаш перформанси веднаш. Така. Линеарно, предвидливо и те Да, тера да, да да. се бориш за перформансите за да те награди. Има волан со управувачки систем кој што е страшно директен. Не очекував да биде волку многу директен. Баш е као спортско возило, као картинг. Да. Нешто што ми се свија, многу добро чувство за педалите. Кочници, Точно. газ, пумплук, се тука. Точно знаеш што ќе се случи. И да, треба време да се привикнеш на неа. Да. За секој ново возило, ама прв пат сега ја возам и е, не знам, се најдов некако во неа. Ми направиш проблем. Ќе ми направиш сериозен проблем. На вистина, да ставим на мисла. Да. Да. Ајде уште еден член, нема лошо да ни дојде. Никој пат не е доста. Точно. Вау. И менувачот е путен. Краток, прецизен, страшно прецизен. Да. Менувачот оди директно во менувачкото ѕвоно. Така. Да, ми објасни И тој е- ти баш дека ради тоа Е многу Изгледа, директен да, и да. затоа вибрира цело време додека ја возиш колата, па зашто ми се е свиѓа бидејќи си инволвиран во целото возење, баш така. во се што се случува околу тебе. Не е претврда, ама е доволно тврда за да знаеш што се случува околу тебе, Баш така, да. за да Ја дава повратната информација од да, падот. да имаш целата контрола над возилото, иако е задна вуча и обично луѓето се плашат нели да не лизга, да не ти бега, така натаму. Тука имаш целата контрола, човече. Да, и тоа е моментот е таков затоа што колата е атмосферец и снагата е линеарно развива, значи не е како кај турбоколите нагло да доаѓа снагата, така да лесно се претпоставува кога и што ќе се случи. Леле, човече. Браво. Не ми се верува дека денес, во ова модерно време, на сите тие возила кои што ги имам свозено, прикажано, дека постои сепак возило кое што е за нас ентузијастите, кое што секој пат ќе имаш насмевка вака широка, кај што ќе уживаш и ќе се сетиш усари зашто си станал ентузијаст, зашто ги сакаш колите, зашто ти требало се тоа, да избегаш од сите нервози, од сите глупости во животот што не се случуваат и на едно возење вакво да си наполниш батериите, да се вратиш, да се освежиш. Тоа е тоа, ова е што ни требало.
Баш така. Ова е кола баш за терапија, викенд терапија една. Викенд терапија и нешто што, пак ќе кажам, што го нема веќе од денешницава, ова е ретко. Ова е многу ретко. Се слагам. Вау, сте без зборови. Да, не ми се верува колку е прецизна. Не ми се верува Да, колку да. е прецизна. Буквално е како проложена рака на возачот што го вози, е онака алатка. Значи, Мазда возење. направиле колава за секој ентузијаст. Значи, не погодиле максимално. Никој пат, значи, култен автомобил, да, знаеме каква легенда од кола и све, ама никој пат не сум кажал, мора да имам колава. Сега кажам дека од кога возам, дека мора да имам колава некој пат во животот. Мора да имам. Така, постои една поговорка која вика дека секој во живот мора барем еднаш како автоентузијаст да поседува MX-5. Макар на крај, на мал период од време, да, и Алфа. Тоа се Дефинитивно, два бренда кои што имаат спортски дух, мислам и другите секако. Ама мислам дека со MX-5 Mazda знае точно што прави и зошто се задржува на истата формула од генерација во генерација без да менува премногу, без експерименти, туку само ја бруси веќе посечката генерација. Морам само да пофалам, пошто имаш направено измена во издувниот систем, Да, во лонецот, да. лонецот, кој што стварно многу убаво звучи, бидејќи нели како атмосферец, како 1.5, не е нешто што искрено ќе вади звука во вешерски, и така натаму, али тука се погодил секоја чест. Така. Алда ти е и Тоа и беше премногу што ми даде можност да го пробам ова, да го споделам со нив и се надевам дека ќе се дружиме во многу други прилики. Фала ти и на тебе, беше мило и драго ми е некој да ја сними колава и од нова поднебие, зашто знам дека е малце поретка и тешко се наоѓа за некој кога сака да ја види колата да чуе нешто малку повеќе за неа. А ова е дефинитивно возило кое што е за сите ентузијасти. Без значи немам приговор, стварно немам приговор. Браво. Фала. Фала на вас, направете subscribe, лайк, коментар, знаете се што треба. Нормално следете ги Мијата клуб на Инстаграм и се гледаме веќе наредна недела со ново видео. Чао дечки!